Значително намален бројот на родени деца во Македонија, тврди министерката за образование и наука Весна Јаневска, потенцирајќи дека се превземаат мерки за да се промени ситуацијата. На денешната пресконференција таа кажа дека како резултат на политиките кои што ги спроведува оваа влада, луѓе почнаа да се враќаат во Македонија и дека преливот на иселеници повеќе не е голем. Цврсто потенцираше дека секаде каде што ќе има доволен број на деца, ќе се овозможи едносменска настава. Кажуваме дека бројот со деца родени во Македонија е значително намален и превземаме мерки за да го поправиме тоа. Јас ќе ве потсетам дека многу пати се обраќавме на претходната власт, кога тие редеа чеври пред владата, а не превземаа ништо 7 години додека беа, дека тоа не е правото решение, дека нешто треба да се направи. Еве, ние го правиме ова. Овде имаше стотини деца и неопходна е потребата од едносменска настава. И секаде каде што ќе има доволен број на деца, ќе има возможност едносменска настава. Дополнително, тие ништо не направија за тие на кои што им редеа чевли да ги вратат, но ние, како што веќе знаете, можете да видите во статистиката, веќе имаме прилив на иселеници. Тој не е голем, но луѓе почнаа да се враќаат во Македонија. Тоа е резултат на политиките кои ги спроведува оваа влада. Процесот на запирање на иселувањето според Јаневска нема да даде резултат преку ноќ. Фокусот е ставен на задржување на младите преку подобрување на условите за образование и вработување во земјата, додаде таа. Значи ситуацијата се менува. Тоа е процес и не може да се промени од денес до утре, но ние она што сме го кажале дека ќе го правиме за да ги задржиме младите и за да им овозможиме услови во кои тие би сакале да останат, ние тоа го правиме. Вклучително и она што го спомнавте, законот за високо образование, да останат во оваа земја, да студираат и да учат во оваа земја, да се вработат на овој пазар на труд, а не да го бараат чарето негде во странство. Како што повторно потенцираат од Министерството, процесот ќе трае, но целта е младите да останат и да ја градат својата иднина во земјата. Додаваа дека мерките во образованието и високото образование се насочени кон создавање услови за учење и вработување дома, наместо заминување во странство.